Што сте избегале таму? Ајде, може? Колеги, Уставниот суд денеска ја одржа 27-та седница. Предметот за кој што вие новинарите се интересирате е заведен под реден број 146/2021 година, а деталите се следни. Уставниот суд на денешната седница донесе одлука со која се утврди дека е сторена повреда на слободата на јавно изразување на мислата на Владко Стојановски, сторена со две пресуди. Една од Граѓанскиот суд Скопје и една од Апелациониот суд, и двете донесени во текот на 2021 година. Според судот, во двете пресуди е пропуштено да се утврди повреда на слободата на изразувањето на Владко Стојановски како новинар од Фокус за време на настаните од 27 април 2017 година кои се одвивале во собранието. Појдовна основа за заземање на овој став на судот е тоа што слободата на медиумите, како составен дел на слободата на изразувањето, ја опфаќа слободата на јавното информирање и слободното примање и пренесување на информации за прашања од јавен интерес. Сето ова представува предуслов на постоење на демократско општество, бидејќи слободната комуникација на информации и идеи за политичките и другите општествени прашања од јавен интерес се од суштинско значење. Ова имплицира слобода на медиумите да добиваат информации врз основа на кои тие ќе можат да ја остваруваат својата улога, да коментираат и известуваат за сите прашања кои што се значајни и се од јавен интерес. Наведените околности се важни и релевантни, но не биле земени во предвид од страна на надлежните судови кои одлучувале по барање на подносителот. И на крај да напоменам дека одлуката на Уставниот суд е конечна и извршна и надлежните судови се должни да ја применуваат. Односно, таа е деклараторна и со тоа барателот ќе може да ги оствари своите права. Во однос на... доколку имате прашања, ајде за овој дел може, па ќе преминам на делот за вториот предмет, за кој што се интересирате. Само да... Станува збор за предметот заведен под реден број 87/2023 година, односно оспорен беше член 1 од Закон за дополнување на Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија, а судот го одлучи следното: иницијативата се отфрли и бидејќи во случајот станува збор за дерогирана одредба која што е исцрпена во примената и не постои услови за мериторно впуштање на судот за одлучување, се однесува на основицата за пресметување на платите на уставните суди во конкретен период и во изреката за укинување не беше офатена таа одлука, односно ова се однесува на изреката за укинување која што судот ја донесе во март годинава, се однесуваше на замрзнатата основица и уште еден член, односно двата члена кои што беа укинати тогаш. Судот ја констатира таа одредба во образложението, но од причина што таа не беше дел од одлуката кога се укинаа двата члена од законот. Ова денешна одредба која што беше оспорена е дерогирана со подоцнежни законски измени, што практично е надвор од сила, не е во правниот промет. Доколку имате прашања, повелете. Дали за регулацискиот план некој би правел како тема или нешто, или воопшто да не давам изјава џабе, да не ви држам време, со оглед на тоа дека сте кратки и ви се ближат вести. Океј, се што ви треба дополнително ќе биде објавено како соопштение за сите предмети, не само за овие за кои што се интересирате, така што ќе биде пратено до мејл до сите вас и на веб страницата и на Facebook профилот на Уставниот суд. А доколку понатаму имате потреба од тема за конкретни предмети, знаете дека сме тука во секое време, може да ви одговориме.
И на крај, бидејќи зборувавме за делот со упатството и со законот, сакам да ви информирам дека пред малку го добив дневниот ред, со тоа што законот за матичната евиденција е предвиден за дневен ред веќе на наредната седница. Се работи за предмет кој што е оформен пред 10 дена од страна на и беше поднесена иницијатива од страна на политичка партија Левица, така што ве поканувам да ја следите седницата во среда.